Македонија и македонците секако дека се упатуваат напред, гледаат просперитет, гледаат подобар живот, но за жал, иако одбележуваме денес 123 години од почетокот на македонската борба за ослободување, за имање на своја држава, свој јазик, во градот на гимиджиите, ние сме сепак и понатака должни да ги појаснуваме одредените штетни политики кои што пород македонци ги говорат во Македонија. Пред се тука мислам на Зоран Заев и на неговата СДСМ, политики кои што најавуваат федерализација на Македонија, поделба на Македонија, најавуваат двојазичност на целата територија, секако политики кои што не и посакуваат добар напредок на државата, не и нудат просперитет. Од тука ние чувствувавме потреба дека денес баш во Велес треба да бидеме и како што кажа во најавата, на најдиректен начин, во директен контакт со граѓаните, да ги појасниме тие политики и од другата страна потребата масовно, референдумски, на 11 декември да излеземе и на најдемократски начин да покажеме која е желбата и кои се видувањата на Македонија и македонците. Од досегашните разговори и средби со граѓаните можевте и да слушнете и нивно мислење и нивен став по ова прашање. Што велат тие? Па јас искрен да бидам досега, освен онаа перјаница на СДСМ предводена од Заев и нивните соросови платеници, јас не сум сретнал македонец кој што ги застапува нивните политики и кој што ги поддржува нивните политики. Поточно 100% од луѓето кои што не само доаѓаат, пак е повторам, на трибините на дом, него и обично кога се среќавам со луѓе по улица, во продавница, било каде, секој еден мисли дека тоа е премногу штетно и од друга страна пак за цела среќа во Македонија има друга политичка опција која што ја гледа како излез од оваа не само политичка криза во која што сега се наоѓаме, туку и која што повторно нуди просперитет, подобар живот, подобар стандард за секој еден македонец. И јас ви благодарам.